Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Ја стартуваме и нашата денешна утринска програма, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве полека изминува и ова работна седмица. Денеска сме 27. јануари, петок. Интересно утро во Кладарци, како можеби кај вас, полека почнува да паѓа снег. Всушност, метеоролозите тоа го и најавија дека овие денови ќе имаме и слаб снег по градовите. Значи, досега имавме по планините, но еве утрово провејува во Кладарци снег. Температурата е плюс 2 степени. Можеби и кај вас има снег, но како и да е, еве овој ден го започнуваме, значи, со провејување на снег. Што се однесува до временската прогноза за останатите делови од нашата земја, таа гласи дека ќе имаме претежно облачно и студено време со повремени врнежи од снег, а во некои од пониските места со дожд и снег. Ќе дува слаб до умерен, а долж по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец. Во Скопје облачно со услови за повремени врнежи од дожд и снег, ќе дува умерен ветер од северен правец. Гледајќи метеоролошката карта на Македонија, моментално паѓа снег во западниот дел на нашата земја. Таму е температурата од минус 4 до минус 1. Во Скопскиот регион врне дожд од 1 до 5 степени, Куманово мешано дожд и снег од минус 1 до плюс 1. Потоа имаме во Беровскиот регион исто провејува слаб снег од минус 2 до 1 степен. Најтопло секако во Гевгилискиот регион, каде што моментално и таму врне дожд од 4 до 5 степени. Во Теквишијата, како што рековме, од 2 степени до 4 провејува слаб снег мешано со дожд. Во Пелагонија од 0 до 3, таму се уште не стасал снегот, но и таму ќе дојде. И во Охридскиот регион од 2 до 4 степени. Што се однесува до временската прогноза за утре, ќе биде слична, променливо облачно и студено, наместо ќе провејува слаб снег, ќе дува умерен ветер, а долж по Вардарието повремено и засилен ветер од северен правец. Во Скопје е променливо облачно со умерен до засилен ветер од северен правец. За кој степен, значи утре ќе биде потопло, иако утринските ќе бидат пониски, ќе се движат од минус 7 од крајниот запад, значи некаде во Беровскиот регион, тоа е значи на исток од минус 5 до 1, а на крајниот запад од минус 7 до минус 1 степен ќе биде облачно, значи ќе има и сончеви интервали, но по високите места ќе превладува облачно со дожд и слаб снег. Во Скопје променливо облачно со умерен до засилен ветер од северен правец. Ова е прогноза за утре. Значи, еве зимата ни дојде полека. Кога велам ни дојде, мислам на оние зимски ниски температури. Но како е да е, се уште немаме таков снег што може да прави проблем на патиштата. Еве ќе одиме до Автомотосојузот на Македонија да видиме и нивната информација. Таа гласи дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози. Слаби врнежи од снег, кои во моментов не представуваат проблем за одвивање на сообраќајот, бележиме наследниве патни правци: Тетово Попова шапка, Маврово Стража и Крушевот. Значи, таму има претежно повеќе снег и затоа еве Автомотосојузот не предупредува. Но слаб снег има и на други места во нашата земја, но снегот се топи, значи не се задржува на
на патот. Фреквенцијата на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од нашата земја. Ајде да ги посетиме сега и граничните премини, да видиме какво е времето таму. Односно, дали има возила. Еве, одиме во Гевгелија, таму се влажни коловозите, овде гледам нема никаква гужва, ниту за влез, ниту за излез од нашата држава. Потоа ќе одиме на север, Табановце, и овде е влажно, има неколку автомобили за излез од нашата земја, но за влез нема скоро никаква гужва. На патниот правец кон соседна Албанија, најпрво ќе одиме до Косово, граничен премин Блаце, и таму има неколку автомобили кои се подготвени да ја напушат земјата, но за влез нема никаква гужва. Еве, одиме на Ќафасан, соседна Албанија, таму гледам и сонце има, но само неколку камиони чекаат за влез во нашата земја, нема никакви подолги задржувања. Граничниот премин Миџитлија, овде има 2 автомобила, односно 2 камиона за излез, а за влез нема во нашата земја. Така да, ако планирате да патувате за викенд, слободно можете да отидете, да заминете, нема никаква гужва на граничните премини. Што се однесува до рубриката на денешен ден, денеска е 27. јануари, што се случило во минатото. Навистина овде имаме интересни податоци, историски настани, што се збиднале во минатите години па и векови. Еве ќе почнеме од 1814 година. Во Берлин умрел Јохан Готбилд Фихте, германски филозоф, еден од водечките представници на германскиот класичен идеализам. Добро, одиме во 1832 година, на денешен ден роден е германскиот филозоф Фридрих Вилхелм Шелинг, кој заедно со Кант, Фихте и Хегел се творци на германскиот идеализам. Одиме понатаму во годините кои се позади нас. 1901 година, на денешен ден, во Милано умрел Джузепе Верди, италијански композитор, еден од најголемите творци на опери во 19. век. Во 1924 година, на денешен ден, кралството на србите, хрватите и словенците во Рим го подпишале пактот за пријателство и соработка со Италија и договорно фуиме, Риека, и припаднала на Италија. Во тоа време, се договориле, Риека припаѓала градот Риека во Италија. Тоа се случило во 1924 година. Денеска знаеме да Риека припаѓа во Република Хрватска. Во 1944 година, на денешен ден, по дводневни тешки борби била разбиена германската блокада на Ленинград. Она што го издржал Ленинград е единствено во историјата, бидејќи во јулските денови во 1941 година во германскиот обрез се наоѓале околу 3 милиони граѓани, од кои половина милион деца. Еве, тоа се случило, на денешен ден во 1944 година. 1945 година Црвената армија го ослободила Аушвиц, најголемиот и најстариот логор во Втората светска војна. Во логорот останале околу 7000 затвореници, кои германските војници во брзањето не стигнале да ги погубат. Во гасните комори во Аушвиц били убиени, вклучувајќи деца, жени, најмалку 1.500.000 луѓе, повеќето евреи. Навистина страшно. Во 1949 година во Скопје во Македонскиот народен театар била прикажена првата балетска представа Валугирска ноќ од францускиот композитор Шарл Гуно. Добро, во 1964 година Франција воспоставила дипломатски односи со
Kina. Во 1967 година на денешен ден, подготувајќи се за лет на месечината, тројца американски астронаути загинаа во вселенскиот брод Аполо 1, во кој избувнал пожар. Добро, еве нешто од Македонија. На денешен ден во 1991 година Собранието на Република Македонија со тајно изјаснување и со мнозинство гласови за председател на Република Македонија го избрало Киро Глигоров. Тој беше, првиот председател во независна Македонија. Во 1995 година Република Македонија и Република Молдавија воспоставиле дипломатски односи. Еве уште една информација. Во 2017 година починала професорката доктор Лилијана Тодорова, поранешен декан на Филолошкиот факултет, каде што предавала француски јазик, книжевност, истакнат македонски романист, книжевен компаратист, теоретичар и дипломат. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации, а сега одиме да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следува рубриката Капки на мудроста и читање делови од Светото писмо. Пред да поминеме на денешните капки на мудроста, само да ве поздравам сите вас кои денеска не следите во живо.
Следите, значи, емисијата Добро утро, кој се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Минатата емисија, според овде Facebook што ни кажува, ова статистика, најмногу гледачи сме имале од Скопје, потоа од Кавадарци, Белград, Нови Сад, Загреб, Битола, Велес, Прилеп, Струмица, Штип. Значи, тоа се градовите кај што се снимат, односно кај што се снимат гледачите кои ја следат ова наша програма. Секако тука има и од селата штипски, струмичките села, прилепските и така натаму. Топ земји се Македонија, потоа имаме Србија, Германија, Бугарија, Хрватска, Соединетите Американски држави, Австралија, Бразил, Босна, Херцеговина, Австрија. Тоа се градови, односно држави, од каде не следат директно секако ова наша емисија, но се снима и ние поставуваме на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што ќе можете да ги гледате и останатите емисии кои до сега сме ги имале. Така да поздрав до сите вас кои во живо не следите ова утро. Неколку капки на мудроста. Искуството е најдобро школо, само школарината е премногу скапа. Добрината на човекот е пламен кој може да биде сокриен, но никогаш изгаснат. Господ дава и простува, додека човекот зема и заборава. Минатото е крадец што не може ништо да даде, а може да ви ја земе убавата иднина. Битката ја добива само оној кој одлучил да победи. Вистинскиот пријател никогаш нема да ти застане на патот, освен ако одиш надолу. Роден си оригинал, не умирај како нечија копија. Не се лоши времињата, туку луѓето. Кој намигнува со окото, задава тага, а кој зборува лудо, пропаѓа. Ова е мисла од мудриот Соломон. Тоа беа денешните капки на мудроста, што луѓето ги запишале, очигледно некој тоа го доживеал, го преточил во зборови, во реченици. Ние денеска го споделивме да се поучиме од она што некој пред нас тоа го искусиле. Значи, овие се капки на мудроста. Денеска продолжуваме да читаме од 37-миот псалом. Во минатата емисија почнавме да го читаме, стасавме до 20-тиот стих и сега ќе продолжиме до крајот на ова глава. Има 30, односно 40 стихови. Веќе спомнав во минатата емисија дека овој псалом е напишан со првите букви од алфабетот на еврејската азбука. Стасавме сега до 20 стих, тука почнува буквата Каф. Го текстот. А злите ќе пропаднат, душманите господови ќе бидат како убавината на ливадите, ќе ги снема, како чад ќе ги снема. Почнува сега буквата Ламет. Злиот заем зема и не го враќа, а праведникот великодушно дава. Благословените од Господа ќе ја наследат земјата, а проклетите ќе бидат истребени. Господ ги зацврстува чекорите на човекот, чиј пат му е угоден. И да се сопне, нема да падне, зашто раката на Господа го држи. Млад бев и остарев, но напуштен праведник не видов, ниту неговото дете за леп да проси. Секогаш великодушен и на заем дава, над неговото потомство благослов почива. Отстапи од злото и прави добро, па ќе живееш вечно. Зашто Господ праведните ги сака, верните Сион не ги напушта, нив вечно ќе ги штити, а потомството на злите ќе го истреби. Праведните ќе ја наследат земјата и вечно ќе живеат на неа. Устата на праведникот зборува мудро, јазикот негов говори право. Законот на неговиот Бог му е в срце, неговата нога нема да се лизне. Злиот од заседа праведникот го демне и настојува да го убие, но Господ не го дава во неговата мог, ниту му го препушта на неговиот суд.
Čekaj na Gospoda i vrvi po njegovi otpad. Toj ke te vozviši, da je naslediš zemljata. Su svojito oči ke gledaš, koga zlite ke bidat istrebeni. Vidov čovek zol i bez duša, rasteše kako zeleno drvo na pogodna počva. No za mig svina i ete go snema, iako go barav veke nego najdov. Pogledni go neporočni od, gledaj go pravednik od, nema idnina za miroljubivi od, a svi te grešnici ke bidat iskorneti, potomstvo to nazlite ke se istrebi. A pravednite, Gospod gi spasuva, to im je zakrila vo vremena nevolja. Nim Gospod im pomaga i gi izbavova od zlite i gi spasova biljeki, kaj nego barat zakrila. I to беше 37. psalom, сега комплетно го прочитавме, така да видовме како овде Давид ги опишува и праведните, но ги опишува и злите, како тие поминуваат кај Господа. Вистина, чудни се патишата Божи, понекогаш за нас неразбирливи, но Бог има најдобри намери за секог од нас. Па и за овој ден Господ има најдобри за нас намери. Зато вели, чекај на Господа и врви по неговиот пат. Тој ќе те возвиши да ја наследиш земјата. Со своите очи ќе гледаш кога злите ќе бидат истребени. Нека мој слава на Господа и благодарност за овој псалом, каде што наоѓаме утеха и надеж и заштита во нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Одиме сега повторно со песна. Sjetim se da netko uvijek ljubi me, on je dao što se moglo dati najviše, zato želim biti zauvijek sa njim. Božja ljubav beskrajna, budi mi sjećanja sva, na one dane kad je dao život pravi. Život bude kratak sam, sa Isusom
Продолжуваме со нашата програма. Почнем гледачи, следува рубриката Вести од светот. Денес имаме интересни вести, па и во наредните неколку емисии вестите ќе ни доаѓаат од Монголија. Еве, да се најпрво запознаеме со оваа држава, Монголија или на монголски Монгол Улс. Така се изговара, се наоѓа ова држава во Источна Азија и со мал дел во Северна Азија. Интересно, Монголија се граничи со Русија на север и со Народна република Кина на југ, исток и југозапад. На запад Монголија има допирна точка со Казахстан. Најголем и воедно главен град на Монголија, Улан Батар. Во градот живее 38% од вкупното население на Монголија. Интересно, Монголија не е многу населена како земја, иако е најголема, една од 19 најголеми држави во светот по територија, има 1.564.116 километри квадратни од воедно и најретко, како што спомнав, населена држава во светот со вкупно население од 3,2 милиони луѓе. Тоа е податок од 2019 година. Македонија има некаде скоро 2 милиона. Замислете колку е голема по територија, а ретко населена. И Монголија, како и Македонија, нема излез на море. Државата има многу мала обработлива површина, бидејќи најголем дел од таа територија е степска, со планини на север и запад, со пустиња на југ. Околу 30% од населението во Монголија се номади или полуномади, патувајќи од место до место низ земјата. Најголема религија во Монголија е тибетскиот будизам, а најголем број од населението се монголци. Покрај нив во Монголија живеат и казаци, туванци и останати мали заедници. Службен национален јазик во Монголија е монголскиот. Овде имаме сега историја и други интересни информации, но за тоа ќе ви информираме и во наредните емисии. Ајде сега да ги проследиме вестите. Значи, ни доаѓаат од Монголија, ги раскажува Еденбат Будрагача, човек кој има 59 години, а насловот ново искуство е "Две чуда на човекот со кран". Работев како оној што беше задолжен за отстранување на товарот од кран на градежни објекти во Македонија. Кога се градеше некоја зграда, голем кран користеше голема метална кука за да го подигне градежниот материјал, а јас се наоѓав на еден висок зид. Тогаш го отстранував градежниот материјал од палетата прикачена на куката. Еден ден речиси завршив со работа, го симнав материјалот на третиот кат од зградата, кога куката од кранот одеднаш се заниша и се упати кон мене. Зедов голем стап и се обидов да ја отргнам куката подалеку од мене, но не успеав и таа ме удри толку силно што ме турна од зидот. Се сеќавам дека паднав на дното на зградата, 3 ката подолу ја изгубив свеста. Неблиската болница беше доста далеко од местото каде што бевме, па докторот брзо се упати кон граделиштето. Малку подоцна тоа попладне се разбудив и сватив дека ногата ми е скршена и ребетот повреден. Не смееме да ве поместуваме поради повредите и не можеме да ве однесеме во болница, ми рече докторот. Во тоа време Монголија не беше толку развиена како што е денес, а на земјата и недостасуваше медицинска опрема. Лекарот не знаеше што точно ми се случи. Ми рече дека ребетот ми е скршен и тоа е се што може да видим. Следните 2 години лежев неподвижен в кревет. Не можев да се подмрднам. За тоа време неколку странци дојдо во мојот град. Тогаш не го знаев тоа, но денес знам дека тоа беа мисионери кои го ширија Евангелието. Јас имам 8 деца, а најстарото одеше во 8 оделение во основно училиште. Сите мои деца одеа на состаноците организирани од странците. Никогаш не им забранував да одат. Децата ги доведоа странците во нашиот дом. Не разбрав што се случуваше тогаш, но сега знам дека се молеа за мене.
Pоради нивните молитви јас се излекував прилично брзо. Зајакнав и започнав со физикална терапија. Поставив шипки и јажина над мојот кревет и почнав да вежбам. Подигањето на главата во почетокот ми предизвикуваше голема болка, но молитвите на моите деца беа услишени. Наскоро станав од креветот и полека зачекорив, подпирајќи се на бастун. Моите деца стана многу активни во адвентистичката црква и сакаа да пеат. Јас уживав во саботните богослуженија. Додека ја проучував Библијата, мојот живот почна да се менува. Некогаш многу пиев, но сега престанав. Тоа беше голема промена во мојот живот. Сакав да му бидам верен на Господа. Мојата сопруга и јас наскоро се крстивме и се придруживме на вериците на адвентистичката црква. Неколку години откако ја вратив способноста за одење, почнав да чувствувам болки во двете нозе. Страв ми се вовлече во срцето, зашто се плашев дека повторно ќе станам неподвижен. Во медицинските испитувања лекарот изгледаше нерасположено. Треба да се подложите на операција, но ќе биде ризично, рече докторот. Ми објасни дека рбетот ми е оштетен и дека налага медицинска интервенција. Моето семејство мораше да потпише согласност со која се ослободува болницата од било какви последици, односно одговорност, доколку оперативниот зафат не успее. Сопругата и јас многу се молевме. Пасторот на црквата исто така се молеше за мене. Мислам дека операцијата беше успешна поради сите тие молитви кои беа упатувани за мене. Дури и раните од операцијата брзо зарасна. Ми беше дозволено да одам дома по една седмица. Денес јас сум добро и здраво. Моето семејство е христијанско и сакаме нашите пријатели да станат христијани. Ги покануваме во нашата црква, а некои позитивно одговараат на тие покани. Сепак, ниту еден од моите пријатели се уште не му го предал своето срце на Исуса. Не сум загрижен за тоа, бидејќи верувам дека тој може да го најде патот до сечие срце. На крајот на криштата Бог допре до моето срце на мојата болничка постела. Мојата работа е да ги повикам луѓето, а работа на Светиот Дух е да ги подготви и менува нивните срца. Неодамна поканив повеќе пријатели да дојдат во црква и се надевам дека ќе дојдат. Благодарам на вашите молитви, на вашите дарови во ова 3-месечие. Тие средства ќе се употребат за адвентистичкиот центар кој треба да биде изграден во нашиот главен град во Монголија, Улан Батор. Во тој центар луѓето ќе може да добијат подршка во своите битки со алкохолот и да научат да се донесуваат исправни одлуки во својот живот. И тоа беше наистина интересно искуство на овој човек кој работел како градежен работник, односно управувал со овој кран и затоа се нарекува ово искуство две чуда. Прво е како Господ му го спасил животот, паднало третиот спрат, меѓутоа подосна добил тешки, скршени на ногата, на рбетот, скршеници, но се излекувал и на чуден начин го запознал Господа. Еве уште некоја информација за Монголија. Првото адвентистичко дејствување започнало со работа на руски мисионер во 1926 година, кој работеле од Хајлар во Манџурија, Кина. Првото издание на публикацијата на монголски јазик била песнарка и 4 мали трактати. Политичките промени ја отежнале работата во Монголија. Така делото било раководено од Кина во 1930 година. Во 1931 година Ото Кристенсен воспоставил мисија и основал болница во Калган. Еве тоа се први факти, пионерски факти кои зборуваат како веста на Евангелието продрла и во овој дел од светот во Монголија. Значи, првите
adventisti, bi rekao, misioneri во 1926 година дошле во Монголија и го сееле Словото Господово. Тоа биле руски мисионери. Ке продолжиме и во наредните неколку емисии, имаме интересни искуства што ќе ги споделиме со вас, да се охрабриме сите, почитувани пријатели, драги гледачи. Може би вие сте на својата животна раскрсница и вие се борите по кој пат да тргнете, кога е во прашање предавање на твоето, на моето, на нашите срце на Господа, да го пронајдеме вистинскиот пат кој ќе не однесе еден ден до Господа. Еве, тоа беше искуството на Еденберт Будрача. Одеме сега повторно со песна. Еве, продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Следува рубриката каде што имаме, значи, кратки пораки или интервју со поедини наши слушатели, но во наредните неколку емисии ќе споделуваме снимен материјал, каде што тоа ќе бидат кратки интересни пораки. Верувам ќе бидете изненадени, односно благодарни што ќе можеме и овие пораки да ги пуштиме, да ги споделиме со вас, каде што ќе може да најдеме секој корисна поука за себе, а во тие пораки ќе ни зборува пастор Михајло Горев. Одеме сега со овие кратки пораки кои траат некаде 4 до 6 минути, значи во наредните емисии ќе имаме и дел со овие кратки пораки што ќе ги споделуваме со вас. Да ги видиме. Во својата книга Ехо, има ли некој таму? Еден од најуспешните норвешки писатели, Јустайн Гордер, раскажува за Јоаким, мало момче кој еден ден го сретнува својот врсник Мика од далечната планета Елој. Мика паднал од метеор на некоја јаболкница на планетата Земја. Иако книгата е за деца, таа содржи точно филозофско согледување за тајната и потеклото на животот. Тоа што се дефинира како израз на детската љубопитност, сушност е предмет на астрономијата и астрофизиката. Науката ја наблюдува се повеќе и повеќе Вселената со помош на расположливата техника, телескопите и сателитите, со цел да најде траги од вонземни цивилизации. Но и да има такви цивилизации, заради огромното растојание, контактот со нив е невозможен. Дали тоа значи дека ќе останеме за секогаш сами во бескрајната Вселена? Има ли некој таму? Тоа е прашањето што го поставуваат преживеаните во нуклеарната катастрофа во играниот филм Денот потоа. Дури и без колосалната атомска катастрофа или истражувачка љубопитност, оваа прашање го поставува секој човек што цирка за работ на сателитската чинија на својот мал свет. Кој е потеклото и смислата на животот? Но тука мораме да признаеме дека многу е полесно да прашаш отколку да одговориш на оваа прашање. Проблемот е во тоа што секогаш знаеме од каде би можеле да го очекуваме надежниот одговор.
науката очигледно не е во состојба да го даде одговорот на ова прашање во догледна иднина. Филозофијата го оставила занимањето со трансцендентното во минатото, а религиите се занимаваат со задгробниот живот. Поради ова, многумина потполно се откажале да ја бараат смислата на животот. Христијанската вера експлицитно не охрабрува и упорно да поставуваме прашање за Бог. Старозаветните пророци ја повторуваат Божјата покана. Ке ме побарате и ке ме најдете, ако ме побарате од се срце. Ке ме најдете, вели Господ. Запишано во библиската книга на пророк Еремија, 29 глава, 13 и 14 стих. И уште едно ветување за оние што ќе ја прифатат поканата. Побарајте ме и ќе бидете живи. Тоа го пишува Амос во својата книга, запишана во Библијата, во 5 глава, 4 стих. Можебе ќе ги прифатиме овие зборови со надмен скептицизам, да ги прифатиме како побожни разговори и да го избегнеме предизвикот како и можноста за избор. Од друга страна, би можеле да се запрашаме како конкретно изгледа тоа барање. Со други зборови, како би можеле да го откриеме Бога. Ако прифатиме дека Бог не е далечен, недостижен дух во Вселената, туку соговорник, добронамерен кон нас, тогаш древните пророчки зборови би одекнувале во нова светлина. Апостол Павле дебатирал со филозофите во негово време во Атинскиот Аеропаг. Темата е Бог. Желбата на Павле е луѓето да го бараат Господа, та да би можеле некако да го насетат и најдат, иако тој не е далеко од секого од нас, зашто ние преку него живееме, се движиме и постоиме. Запишано во библиската книга Делата на апостолите, 70 глава, 27 и 28 стих. Тоа треба да биде прво и најважно убедување на христијаните. Живиот и личен Бог не постои само во мисловниот свет на човекот. Бог сака да биде во контакт со човекот. Секој може да го почувствува и да го доживее лично. Каде и како би можеле да го откриеме, да го почувствуваме и да го запознаеме? Светото писмо е основа на христијанската вера. Светото писмо е света книга преку која Бог ни се открива нам. Можеме да имаме личен контакт со Бога непосредно и во секое време. Библијата е најважната книга која дава одговор на суштествените прашања за потеклото и смислата на животот. Тоа не го прави преку филозофски расправи, кои обичниот човек не може да ги разбере. Библијата тоа го прави преку вистински истории за луѓе, семејства и народи, исполнети со живот и емоции. Ве повикувам да си набавите Библија и да почнете да ја читате со цел да го запознаете Бога. Молете се Бог да ви се открие лично во вашиот живот. Ако го бараме тоа од Бога, тој тоа ќе го направи и ќе можете лично да го искусите неговото присуство во вашиот живот. You surround me with the song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave.
And I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I am a child of God. I am a child of God. После ова убава песна на младите од Скопје продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Во меѓувреме добив една информација дека вечерва од 17 часот до 18:15 на Zoom програмата Данило Пушкас, ми се чини дека тој живе во Англија, ќе има Zoom програми и предавање со младите од Македонија. Па еве, сите млади ви поканувам да се вклучите, значи вечерва од 5 часот навечер до 18:15. Ќе споделиме ова лозинка, односно овој линк на Zoom програмата, каде што ќе можете да се вклучите. Значи, ќе ја споделиме и на Информатор адвентистички вечерва, но еве и на радио Гласна надежда, така да вклучете се, ќе има интересни работи што да слушнете. Во наредните 2 минути до 3 ќе слушнеме делови од ова убава книга Копнежот на вековите. Значи, студентот Александар ќе ни прочита убави цитати, убави реченици и затоа ве поканувам да ги слушнеме сега овие зборови од ова прекрасна книга Копнежот на вековите од писателката Елена Вајт. Одиме со овој снимен материјал. Земјата ја обвил мрак, зашто Бог е погрешно сватен. За да се растераат мрачните сенки, за светот да може да се врати кај Бога, измамничката сатанска сила морала да биде скршена. Тоа не можело да се постигне со сила. Насилството е спротивно од начелата на Божјето владење. Тој сака само служба од љубов, а љубовта не може да се изнуди. Таа не може да се задобие со сила или со власт. Само љубовта може да разбуди љубов. Да го познаваме Бога значи да го љубиме. Неговиот карактер мора да се истакне како спротивност на карактерот на сатаната. Оваа дело може да го оствари само едно суштество во целата Вселена. Божјата љубов
može da ja objavi samo onoj što je poznava neizината висина и длабина. Над мрачната ноќ на светот мора да изгрее сонцето на правдата со здравје во неговите зраци. Пламенот на нашето спасение не бил дополнителна мисла. План создаден од како Адам паднал во грев. Со него се открила тајната скриена од вечноста. Тоа е откровение на начелата што биле темел на Божиот престол уште од вечноста. Уште од почетокот, Бог Отецот и Христос знаеле за отпадот на сатаната и за падот на човекот предизвикан со дејствувањето на измамната сила на отпадникот. Бог не е причина за постоењето на гревот, но тој однапред го видел неговото постоење, обезбедувајќи средство со кое ќе се протистави на оваа страшна можност. Неговата љубов кон светот била толку голема, што тој се заветувал дека ќе го даде својот единороден син за ниеден кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Навистина убави зборови, напишани од Елена Вајнт, инспирирана од Светиот Дух, таа ги срочила тие прекрасни зборови токму во ова книга, како што ви ја покажав пред малку, книгата Копнежот на вековите. Ево уште неколку мисли, ќе продолжиме на таа тема. Кога срцето е во ред. Еден човек кој неочекувано наследил големо богатство, зазил соба во еден луксузен хотел, штом се сместил во својата нова средина и заповедил на рецепцијата секој утро да го разбудат во 5 часот. Секој утро кога телефонот би задзвонил, точно во 5 часот би ја зел слушалката и сонливо би мрморел: "Ви благодарам, но јас не треба да станам толку рано." Потоа мощно задоволен би се свртел на другата страна и би продолжил да спие. Иако не е потребно да одиме толку далеко, сепак треба да сториме се и најдобро да ги искористиме можностите што ни стојат на располагање. Меѓутоа, сите добро знаеме дека човекот никогаш не е подготвен да ужива во оно што животот му го пружа моментално. Си спомнувате додека сте биле малички колку сте копнеле да пораснете, да им се придружите на постарите луѓе и сами да донесувате одлуки. Кога сте стапиле во пубертет, сте сакали да бидете постари за да можете да уживате во предимствата на постарите, но кога ќе се остварат, односно кога ќе остварат статус на возрастни луѓе, луѓето почнуваат да се жалат за времето кога ниното тело било силно, кожата мазна и косата густа и сјајна. Ако не верувате во тоа, послушајте ги младите како раскажуваат за своите соништа за иднината, а старите како раскажуваат за изминатите златни години. Кога правилно ќе ги примениме и ќе ги прифатиме, сеќавањата може да и позајмат сила и радост на сегашноста. Нашите минати искуства и искуствата на другите може да не водат и да не вдахнат сега. Соочен со најсилното искушение во својата младост, библискиот јунак Давид собрал храброст од она што му се случило во минатото. Соочувајќи се со силниот Голијат, тој рекол: "Господ кој ме сочува од лав и од мечка, ќе ме сочува и од овој филистеец." Од овој мудар совет се издигнува мудрост и потребна сила за целиот свет. Забореви ги минатите победи ако тие те прават горд. Спомни си за нив само ако те прават силен. Забореви ги минатите порази кога трубата вика на борба. Спомни си за нив кога си наклонет да се фалиш. Понекогаш мораме да мислиме и да го планираме она што ќе го правиме во иднина. Секое откритие и пронајдок, секое подобрување на човечкиот начин на живот биле резултат на остварувањето на нечи соништа за подобро и посовршено. Овој факт за еден христијанин има големо значење зашто го одредува неговиот животен став. Силата што го движела ширењето на христијанството во светот се развила од блажената надеж
za скорешното доаѓање на Исуса Христа и нов поредок, новој свет. Кога го пронашле Јануса, Богот со две лица, со едното со кое гледа напред, а со другото со кое гледа назад, римјаните всушност ја откриле длабоката суштина на човечката природа. Ако дозволиме сеќавањата на она што поминало или соништата за иднината да не задржат од уживањето во сегашниот живот, ќе доживееме блиска радост да ни побегне од рака. Еве, навистина интересно размислување, да не се оптеретуваме со минатото. Тоа било и поминало и не може да се врати. Меѓутоа, како што овде рече писателот, да ако дозволиме сеќавањата на она што поминало или соништата за еднината да не задржат од уживањата во сегашниот живот, ќе доживееме блиската радост да ни побегне од рака. Радувајте се, драги пријатели, денеска. Овој ден е ваш, е наш. Господ ни го подарил. Утре не знаеме дали ќе дојде. Може за некој ќе дојде, за некој не. Денеска Бог ни дал часови 24 часа. Да уживаме, да се радуваме, да го славиме Неговото име. Еве полека, почитувани гледачи, дојдовме до крајот и нова кратка порака од Светото писмо. Одиме сега со уште една песна, потоа полека ќе одиме да се одјавиме од ова наша утринска програма. Врат се држам Библија, света книга најмилата, зборува за народи, историја. Господ не повикува, заштитува, прославува, за секој да го слави. Халелуја, 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 О, каква среќа владе, штом ке му се предадеш, Бог да биде твоја десница и сила. Но зошто срце мамливо, а окото ненаситно, заборава да пее халелуја, 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 халелуја.
Полека дојдовме до крајот на ова наша утринска програма, почитувани гледачи, програма која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве, помина скоро 60 минути. Ми престанува да ви ја покажам книгата Мисли од гората на блаженствата и да ви ја препорачам, доколку ја немате, да ја набавите. Навистина прекрасна книга во издание на издавачката куќа Знаци на времето од Скопје. Ова книга е од Елена Вајт. Ги обработува сите блаженства што Исус ги кажал додека бил на ова земја. Тие се запишени во Евангелието според Матеја, 5 глава, 6 глава и 7 глава. Има повеќе. Всушност овде се анализира таа Исусова проповед. Значи, освен тие 8-9 блаженства, имаме и тумачење на останатите делови од Исусовата проповед, така да книгата е само 100 денари со попуст за сите вас кои ќе ја порачате преку нашата редакција. Значи, пишете ни слободно на нашиот мейл или овде го имате еве телефонот, мобилниот 077 819 828. Ќе ве испратиме по пошта, значи која ќе добиете, тогаш ќе платите само 100 денари. Прекрасна книга, книга Мисли од гората на блаженствата. А вие останатите, доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, значи ви нудиме Свето писмо бесплатно, само пишете ни, а ние ќе ви го испратиме или нашите соработници ќе го донесат, ќе ви го врачат на вашата домашна адреса. Доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви нудиме прекрасна прилика преку дописната библиска школа Библијата зборува.мк. Да видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, полека дојдовме до крајот и нова наша денешна утринска програма Добро утро, емисија која се емитува секој петок со почеток во 9 часот. Ми преостанува да ве поздравам сите вас, почитувани гледачи, да ви посакам убав викенд, иако најавивме дека ќе имаме студено време, релативно ниски температури, но зима е. Го очекувам и снегот да падне, децата се радуваат, но можеби во вашите места веќе и провејува слаб снег. Како и да е, имајте убав викенд, Господ нека не чува сите нас и ви закажувам нова средба во понеделник во исто време со почеток во 9 часот, а до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.